Новата предлог локација кај фабриката за вода, на која општина Кочани планира да ги изгради новите објекти за сместување на лицата од старата касарна, се разгледуваше на јавна дебата со граѓаните од градска четврт 5. Од стручните служби во локалната самоуправа беше дадено кратко образложение за просторот што е предвиден за оваа намена. При тоа беа образложени техничките карактеристики на парцелите што ќе бидат опфатени, како и потребата од комунална и друга инфраструктура. Оваа парцела ќе биде од десната страна кога се оди кон фабриката за вода, малку подолу, кај што завршуваат последните куки. Над нив ќе биде, од десната страна на патот сместена оваа парцела со детално урбанистички план. Со детално урбанистички план, како што кажа Дивран, ќе бидат предвидени овде и улици, како и површините за градби на тие социјални куќи што ќе бидат поставени таму, и ќе се пристапи потоа кон изготвување на проект за одведување за фекална канализација и доводна водоводна линија. Така да целата локација ќе биде опремена со сите потребни стандарди. Парцелата на која се предлага да се изградат објектите за сместување на лицата од старата касарна е со површина од над 9000 метри квадратни. Локацијата е избрана поради тоа што се наоѓа до асфалтиран пат, а со изработка на деталниот урбанистички план за градска четврт 5, на ова место е предвидена локација со намена А3 за заедничко или групно домување. Представници на ромските невладени организации и дел од присутните граѓани на јавната дебата искажаа позитивни мислења за предложената локација. При тоа побараа општината да преземе активности за целосно уредување на просторот со потребната инфраструктура. Имаше и мислење дека и новата локација може да биде проблематична во иднина, но лицето што го изнесе таквиот став не можеше да го образложи, со оглед што од општина Кочани нагласија дека сега се разговара само за местото каде што треба да се градат објектите, а за сите други прашања ќе се разговара подоцна. Локалната самоуправа на Кочани пред околу 2 години ја почна постапката за решавање на сместувањето на лицата од старата касарна, при што лани во јануари беше избран и изведувач на градежните работи. За изградба и опремување на објектите од државниот буџет беа обезбедени околу 19,5 милиони денари, а општината со околу 170.000 од својот буџет ја финансираше изработката на техничко-планската документација. Откако во април минатата година жителите на населбата Трајаново Трло организираа протест против изградбата на стамбени објекти, целата постапка беше запрена. Сега општина Кочани повторно презема активности за реализација на проектот. Останува отворено прашањето колку тоа дополнително ќе го чини општинскиот буџет, со оглед што се прави целосна измена на првично предвидената локација. Општина Кочани ќе продолжи да ја субвенционира набавката на инвертер, клима уреди и печки на пелети, за што од сопствениот буџет за оваа година планира да издвои 1.600.000 денари. Согласност за финансиската поддршка треба да даде и општинскиот совет, при што максималната поединечна сума за секој барател, како и во изминатите години, ќе изнесува 10.000 денари. Распределбата ќе биде според принципот прв дојден, прв услужен, до исцрпување на планираните средства. Новина што се воведува од оваа година е што приоритет при добивањето на субвенциите ќе имаат домакинства водени од жени, кои се жителки на општина Кочани и се сопственички или кориснички на имотот. Исто така, приоритет ќе добијат и домакинствата на самохрани родители. Доколку одлуката биде усвоена од Советот и се објави во службен гласник на општина Кочани, ќе стапи на сила по 8 дена од објавувањето. Терминот на јавниот повик во кој граѓаните ќе можат да поднесуваат документација за добивање субвенции за печки на пелети и за инвертер клими ќе биде дополнително објавен, а ќе може да се види и на веб страницата на општината. Дел од условите што треба да се исполнат се барателите за субвенционирање за печки на пелети, односно инвертер клими, да се жители на општина Кочани со платен данок на имот за стамбениот објект каде што ќе биде инсталирана печката, односно климатизерот. Уредот треба да е купен во периодот на трајање на јавниот повик во домакинството, да нема друг член што поднел барање за добивање субвенција до поднесувањето на барањето да бил корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Исто така, објектот во кој е инсталирана или ќе се инсталира печката на пелети да не е во фаза на градба, а барателот да нема претходно користено ваков вид субвенција.
Општина Кочани интервенира со дополнителни финансиски средства за набавка на печки на пелети или инвертер клими, за да ја намали продукцијата на штетни материи во воздухот што настануваат од загревањето во домаќинствата. Општина Кочани најверојатно ќе мора по трет пат да распише јавен повик за набавка на нови зимски работни униформи за територијалната противпожарна единица од Кочани. По претходно објавените два јавни повика во октомври и декември не беше добиена ниту една прифатлива понуда. Според планот за набавката требаше да се издвојат над 400.000 денари, планирани од општинскиот буџет. Според техничката спецификација, во набавката сите пожарникари требаше да добијат зимски јакни, панталони, капи, ракавици, блузи и едноделни комбинизони, како и соодветни обувки за работа во зимски услови. Од фирмата добавувач се бараше униформите да одговараат на законските одредби за топлинска и друга заштита определени за оваа област. Тоа значи дека облеката требаше да ги задоволува потребните стандарди за заштита на лицата при извршување на нивните задачи, односно да обезбедува висока топлинска издржливост, да може да поднесе високо ниво на абразија, како и да овозможува извесен степен на водоотпорност. Со јавниот повик за набавка на униформите, пожарникарите требаше да бидат дополнително опремени најдоцна до средината на овој месец. Со оглед што оваа набавка пропадна, преостанува да се објави и трет повик, во кој најверојатно би требало да се променат одредени ставки во поглед на квалитетот и количината на опремата, или пак да се зголеми планираната сума. Слична набавка за зимски униформи за пожарникарите беше реализирана на почетокот на 2019 година, зашто тогаш од општинскиот буџет се потрошија околу 300.000 денари. Вкупно 62 кривични дела извршиле малолетни лица во Кочанскиот регион во текот на минатата година, што представува пораст од околу 30%. Според податоците од одделението за внатрешни работи, скоро сите кривични престапи што ги извршиле деца и постари малолетници се кражби и тешки кражби. Во 3 случаи имало насилство и полов напад врз друго дете, а останатите се разбойништво, одземање моторно возило, напад и спречување службено лице на работна задача. Кај организираниот криминалитет и недозволената трговија со дрога и оружје, еден малолетник е регистриран како извршител на кривично дело, а 4 деца се вклучени во економски криминал и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Најголем број од извршените кражби се со вредност поголема од половина просечна плата или пак кражби во кои е користена сила, совладување препреки или други видови насилно делување врз објектите или предметите што биле предмет на кражбите. Откриено е дека 5 деца под 14 годишна возраст повторно сториле кривични дела. Заради поефикасно и превентивно дејствување и спречување на девијантните однесувања, Одделението за внатрешни работи за 14 малолетници доставило известување со податоци до Центарот за социјална работа во Кочани, со барање за постапување и преземање заеднички мерки. Во текот на минатата година биле евидентирани и 32 малолетни лица како прекршители на Законот за јавен ред и мир, Законот за возила и Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата. Прекршоците главно се однесуваат за физички напад, како и за управување моторно возило без возачка дозвола и без заштитна опрема. Центарот за јавно здравје од Кочани ги достави резултатите од увидот и анализата на санитарно-техничките услови во основните и средните училишта во општината, а што биле направени во текот на минатата година. Согласно епидемиолошката состојба со COVID-19 во државата, а следејќи ги досегашните пракси и протоколи за постапување во услови на пандемија, до сите училишта бил доставен алгоритам за постапување во случај на појава на ученик со симптоми или сомнителен позитивен на COVID-19. Дополнително предложени се и други мерки за техничка санација на училишните објекти. Во Средното општинско училиште Љупчо Сантов предложени се мерки за реконструкција на системот за грејење, како и адаптирање на една просторија од женскиот тоалет за интимна хигиена на девојчињата. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев пак предложено е итно отстранување на влагата во тоалетите, замена на оштетениот под во влезот и ходниците и исто така адаптирање на една просторија од женскиот тоалет за интимна хигиена на девојчињата.
Предложени се и санитарно-технички мерки за основните училишта, при што во училиштето Свети Кирил и Методи во Кочани треба да се направи комплетна кровна реконструкција, како и реконструкција на одводната инсталација. Дополнително, предложено е да се реновира системот за грејење, како и да се освежи фасадата или да се постави енергетски ефикасна термофасада. Училиштето треба да направи уредување на дворната површина, како и да засади дрвца по должина на оградата. За основното училиште Малина Попиванова предложено е да се направи санација на котлите за грејење поради нивна дотрајаност, како и да се реконструира кровот, односно да се замени салонитниот кров на главниот и придружниот објект. Исто така, неопходна е поправка на паркетот и боядисување на спортската сала, како и санација на подот на дел од училиштето. Во основното училиште Раде Кратовче пак исто така е потребна реконструкција на кровната површина, како и поставување енергетска ефикасна термофасада. Во основното училиште Никола Карев потребно е да се замени електричната инсталација во целиот објект. Од предложените техничко-санитарни мерки за основното училиште Крсте Мисирков во Оризари, приоритет треба да добие набавката на топлотни пумпи за спортската сала, како и санација на подот во ходниците и поставување термофасада. Предложените санитарно-хигиенски увиди од страна на Центарот за јавно здравје ќе се најдат на разгледување и пред Советот на општина Кочани на седницата што е закажана за петок.